Поштувани гледачи, добра вечер и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете, понеделник 17:10 сме тука за вас и со вас, се со цел да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со здравието. Денеска оваа емисија ќе биде посветена на најмладите, на децата, меѓутоа со еден специфичен проблем, односно еден спектар на нарушувања во развојот кај децата. По-конкретно, значи, ќе стане збор за аутизмот и третманот кај деца со аутизам. За таа цел веќе со мене во студиото се Теодора Томовска, која што е специјален едукатор и рехабилитатор, лиценциран терапевт за имплементација на Brain Gum. И Маргарита Белчовска, клинички логопед, неурофидбек терапевт и лиценциран терапевт за имплементација исто на истата метода. Инаку, само колку за информација, нешто повеќе ќе ни кажат нели во разговорот, ни доаѓаат од Дефектолошкиот логопедски центар Мегалогомед. Работат со деца со типичен и атипичен развој, низа различни проблематики, од деца со дисхармоничен развој, церебрална парализа, дисфазија, дислексија, логопедски исто третмани. Потоа исто така третираат нели децата со аутистичен спектар на нарушувања. Ќе ни каже нешто повеќе нели во разговорот пред се Маргарита. Меѓутоа пред да ги поздравам и пред да го почнеме разговорот, би сакала само така за информација, јас барав нешто да најдам нешто повеќе околу статистиките, како се одвива нели пред се бројот на зачестеноста на појава на деца со аутистичен спектар на нарушувања. Не можев да најдам некоја точна статистика, меѓутоа затоа еве разговарав со моите денешни гостинки, тие нешто повеќе ја кажат околу тоа во изминативе 2 или 3 години, дали некако се зголемува бројот на појава на аутистичен спектар кај децата. Инаку во Македонија, впрочем секогаш кога говорам за аутизам, тоа го потенцирам дека се уште нема регистар на лица со аутизам. Се претпоставува дека има многу повеќе од оние колку што се регистрирани. Според родителите на децата и лицата со аутизам, во последниве години, еве тоа нешто што можев да го најдам, е дека се повеќе лекари ја препознаваат ова болест или ова нарушување кај децата. Третманот на децата со аутизам е многу важен, бидејќи нели колку порано, односно откривањето на аутистичниот спектар на нарушување е многу важно да е што порано за нели порано да се почне со третман, за да нели може да има некој ефект. Ви посакувам добре дојде. За прв пат во ваш термин и ТВ Сонце. Добро ве најдовме. Так. Кажав доаѓате од центарот Мегалогомед. Ајде првин Маргарита да ја прашам што нуди се центарот, вака нешто повеќе да ни објасниш за центарот. Ви благодарам за поканата. Пред се добар ден до вас во студиото и до сите гледачи на телевизијата. Да се представам, јас сум Белчовска Маргарита, специјалист по клиничка логопедија и неурофидбек терапевт, лиценциран неурофидбек терапевт. Доаѓаме од логопедско-дефектолошкиот центар Мегалогомед, кој што се наоѓа во Аеродром. Веќе обстојуваме 10 години во приватна пракса. Така. Работиме интердисциплинарен тим сме ние, кој што работиме, значи од специјални едукатори и рехабилитатори, логопеди, психолози, неурофидбек терапевти и така натаму. Во нашиот центар, покрај децата со типичен развој, работиме и со деца со атипичен развој, каде што ги вклучуваме и децата со аутистичен спектар и аутизам. Морам само да напоменам и да ви дадам една забелешка, затоа што вие кажавте аутизмот е болест, аутизмот не е болест, така, да, реков, тоа е состојба. Так, морам да ве исправам и да укажам нели на вашата грешка, затоа што не станува за збор за болест, туку тоа е состојба. Кое што нели ја имаме и како кај децата, така и кај адолесцентни, дури веќе и кај возрастни лица. Што се нуди центарот, какви методи? Јас спомнав нели на почетокот една метода, меѓутоа со какви се методи вие располагате за да нели ги третирате сите дечиња, лица кои што доаѓаат кај вас, без разлика за што станува збор? Вака, сега да ви кажам, нашиот центар е опремен со најсовремена и софистицирана опрема.
каде што сите ние кои што работиме во центарот имаме лиценци за секој еден од апаратите со кои што работиме. Прв пат во студио нели имаме толку многу апаратчиња тука, може нашиот камерман да ги фокусира. Значи сите овие ги вклучувате во процесот. Точно така, ова е само еден мал дел од апаратурата со која што ние во нашиот центар работиме. Со оглед на тоа што нели целокупната апаратура ние не можевме да ја донесеме овде, само еден мал дел го издвоивме со колешката Теодора за да го нели донесеме. Секако со помош и на другите колешки да не ни се налутат, мораме да ги спопнеме. Секако. Поздрав до колешките. Поздрав до колешките, до Ангела, Марија, Анастасија и Наташа. Се надевам дека ќе не гледат, иако сега они работат, ние моравме нели да дојдеме овде, а они останаа да работат. Од ова се што е тука приложено, што е тоа што најчесто употребувате во третманот на лицата со аутистичен спектар на нарушување? Вака, значи кога ќе дојдат кај нас првично за консултација, консултацијата ја работиме, повторно кажувам, нели, мултидисциплинарен тим. Јас како клинички специјалист по клиничка логопедија, колешката Теодора и другите колешки кои што се специјални едукатори и рехабилитатори. Првично кога ќе дојде пациент кај нас, единствено што од родителите бараме е да имаме прво извештај од невролог, извештај од ОРЛ, за да видиме дали тука нештата се нели такви какви што треба да бидат, и после тоа веќе се вклучуваме ние како терапевти, јас нели како логопед за стимулација, односно за добивање на говорот таму каде што нели можностите и условите дозволуваат, и понатаму повеќе околу другото ќе ви каже колешката Теодора. Единствено кај мене како клинички логопед ми треба да го видам дали е слухот во ред, односно нели ми треба извештај од специјалист и од невролог, каде што веќе после тоа одиме на третмани за говорот, односно нели одиме со вибрафон, каде што работиме на масажа на говорниот апарат, одиме со икоро, каде што работиме исто. Мислам, подетално после ќе ви ги објасниме, ако времето дозволи, што, кое, како, што, за што се работи. Во принцип, начално е ова тоа кое што во првиот момент треба да го работиме, нели, ние како терапевти. Пред да, нели, ја започнеме емисијата, разговаравме и ве прашав околу тоа како нели се движат бројките и колку дали е зголемена појавата на деца со аутистичен спектар на нарушување. Ми рековте да, последниве години особено и како значи за аутизмот, така и сте забележале зголемен број на деца кои пелтечат. Ајде да ни кажете нешто околу Значи, во периодот од кога влеговме нели овие 2 години во пандемијата со COVID-19, ние како центар приметуваме дека се повеќе имаме појава на лица во аутистичен спектар. Исто така имаме и пациенти кои што нели имаат нарушување на флуентноста на говорот со пелтечења. Меѓутоа ние во овој момент, затоа што се осврнавме повеќе на проблематиката со аутизам и не донесовме од апаратурата која што ја користиме исклучиво кај лицата со пелтечење, и не само лица, него имаме веќе и во поодмината возраст. Тоа се дел од апаратите со кои што ние работиме, меѓутоа затоа што нели бевме фокусирани на другата тема, ние не донесовме од таа апаратура. Меѓутоа сакам да кажам, сте забележале дека бројот на појавата на аутизмот е навистина точно така, многу голем. Точно така. Пак кажувам, тоа е значи индивидуално, ние тоа го забележуваме кај нас во центарот. Не можам да знам и да зборувам што се случува на другите места. Тоа го зборуваме ние што го гледаме нели кај нас и што дошле пациентите кај нас. Теа, ајде со тебе да продолжиме. Како се детектира аутизмот? Значи, вака, првин ќе кажам дека луѓето бараат еден магичен куршум кој што ќе промени се, но таков куршум не постои. Така да за аутизмот ќе кажам треба многу трпеливост,
многу внимание и една истрајност кон целата нели постапка. Значи аутизмот представува первазивно развој на нарушувања кои што се забележуваат отстапки во делот на вербалната и невербалната комуникација, во делот на социјализацијата и во делот значи на социјалната интеграција. Морам да напоменам дека преваленцијата е 10 деца на 10.000. И во однос на полот почесто се јавува кај машките деца, кај што нели се постојат тука и веќе истражувања, повеќе значи се јавува кај машките деца отколку кај женските деца. Во однос на етиолошките фактори, бидејќи значи аутизмот е едно хетерогенно нарушување каде што влијаат значи многу многу фактори, така да тука нема една константност, поточно нема фенотипски, значи нити е фенотипски, значи физички карактеристичен, нити е генотипски, молекуларно или генетски прикрепен, кажеме дека станува збор за аутизам, туку едноставно развојно следиме отстапки кај децата до третата година. Што вака е нешто најспецифично што треба да забележат родителите во развојот на едно дете веќе, еве да кажеме, после 1,5 година, нели тоа е тој период кога треба веќе детето да пројави интерес за говор, за социјализација и така натаму нешто повеќе. Значи, кое е тоа нешто специфично што прво треба да биде аларм дека нешто се случува? Па да побараат малку што се вели стручна помош за да видат дали е нели се во ред. Вака, значи постојат, пак ќе кажам, истражувања кои што велат дека децата околу 4-5 месец не ја гледаат мајката во очи додека зборува, туку ја гледаат во уста. И тоа најчесто, затоа најчесто децата кои што се со аутизам викаат дека имаат оштетен слух. И затоа нешто прво, кога го праќаме детето, значи го праќаме за да испита слух. Тоа како еден фактор, исто така проблем во говорот, значи децата развојно доцнат, проблеми во моториката, значи вестибуларниот систем, рамнотежата, така да тоа се тие први како алармантни знаци кои што родителите ги забележуваат. Исто така детето не се одзива на неговото име, нема контакт со очи, значи социјализација. Потоа исто така се забележува, значи децата кога играат, кога се во група, значи најчесто самостојна игра има, значи не се вклучува во интеракција со другите деца, така да тоа се нешто првите алармантни знаци кои што може да се забележат кај децата со аутизм. Така да, јас си ветив на себе се дека повеќе емисии ќе посветам на децата, не само за аутизмот, него за сите оние проблеми со кои што ги имаме кај децата, со оглед на тоа дека години наназад некако овие дечиња сега што ни доаѓаат се многу изложени и на овие електронски уреди сега во поново време и некако сето тоа допринесува уште повеќе да се наруши развојот, правилниот развој што се вели на децата и на говорот, нели, и на социјализацијата и се што треба, нели, да представува еден нормален развој на едно дете. И затоа и денес оваа емисија ја правиме се со цел, нели, повеќе информации да доближиме до сите оние кои што не следат родители, баби, дедовци, ако нешто забележат, нешто специфично што еве ние го говориме во емисијава, навреме да реагираат. Како оди кога ќе дојде постапката, третманот на едно детенце со аутизам, кога ќе дојдат кај вас? Кој првин е вклучен во процесот или нема некое правило? Нема правило, бидејќи како што дијагнозата е мултидисциплинарна, така и третманот е значи мултидисциплинарен, тоа значи дека се вклучени повеќе стручни лица. Тука значи се логопедите, специјалните едукатори, рехабилитатори, невролозите, педиатрите, физијатрите во некој случај во зависност од степенот на секој со својата улога. Да. Точно така. Така да значи нема каде детето прво да оди. Меѓутоа во суштина прво треба да се почне со специјалните едукатори и рехабилитатори, така, за да се намали хиперактивноста, да се доведе до еден степен каде што детето ќе може да седне веќе на, да речеме, дали на земја, на подот, дали на столче ќе седне, каде што логопедот како терапевт ќе може да пристапи
кон детето за да можеме да работиме на говорниот апарат, да се работи на логопедска масажа, да се работи на артикулација на јазикот. Затоа јас пак секогаш кажувам, прво треба да настапат специјалните едукатори. Така, во случајов Теодора. Точно така, прво треба они да настапат, едноставно да го спремат теренот, за да може тоа дете да седне и да ние како логопеди настапиме, односно за да можеме да го добиваме, нели, понатаму говорот. Значи, паралелно кога ќе се работи на говорот, се работи на интеркранијалната стимулација, директно во центарот за говор. Ние носиме и некои од апаратите тука со кои што ние работиме, на тој дел. Меѓутоа, за да сето тоа ние како терапевти го вклучиме, прво треба специјалните едукатори и рехабилитатори да ни го подготват теренот, па отпосле ние да настапиме како логопеди. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи може да речи да ги испишат телефоните на екранот, нашите познати телефони, сите оние кои што не следат, без разлика нели дали се родители, баби, дедовци, ако имаат некое прашање во однос на нивните внучиња, дечиња, може да се приклучат по нашиот разговор, нели се со цел да добијат одговор на она прашање што го имаат во однос на, да се разбира, на развојот на децата. Теодора, кога вели Маргарита да ги подготвите за нели подоцна тие да нели да продолжат со оние третмани, тоа значи дека тие дечиња се повеќе хиперактивни. Што вие? Значи, што е вашата улога како специјален едукатор и рехабилитатор? Вака, значи, децата со аутизам сите се индивидуални. Нема, например, еден исти симптом, една иста карактеристика да се јави кај сите деца. Например, најчесто децата имаат проблеми со сензорната интеграција, имаат, значи, проблеми со моториката, проблеми со вниманието, најчесто имаат и стереотипни, значи, движења, обсесивно-компулсивни, значи, однесувања, кои што се, нели, обсесиите се најчесто од моторичка природа, додека импулсивните, значи, нарушувања може да се невербални. Така да прво кога ќе дојдат, значи, дете со аутизам се проценува и врз основа на тоа се поставува и планот и, значи, третманот со кој што ќе го следиме неговиот развој, така да ние работиме со различни апаратури, значи различни апарати кои што го подобруваат, односно ги минимизираат пречките. Така да едно од тие се Brain Gym техниката, како што ја споменав, која што се состои од 26 движења и е, значи, представува... Може ли да покажеме нешто? Да. Ова се слушалките Brain Gym. Добро. Ова се графомоторните табли, исто така Brain Gym. И тука се картички со 26 движења. Така. Односно, Brain Gym техниката е позната уште како и гимнастика на мозокот, бидејќи телесното и моторното учење, телесното и моторното учење е база за сите учења. Така да тука овие сите 26 движења се поделени во 3 категории, односно во 3 групи, така да вежби за комуникација и обработка кои што ја стимулираат сензомоторната координација, потоа вежби за, значи, за внимание, вежби за фокусирање, значи за концентрација, потоа исто така кај децата за подобрувањето на вниманието се користат и ForBrain слушалките. Еве, може само тука да ги прикажеме нив. Добро. Така да се ставаат, значи, на ушите, кои што ни даваат, нели, за коскената спроводливост и целта на ова е да се подобри кортикалната и вестибуларната стимулација. Во кортикалната стимулација представува основа за учење, за меморија, значи, додека кортикалната стимулација представува основа за движење, за координација на тие движења. Исто така имаме, можеме и оваа топка да покажеме, сензорна топка, која што додека детето ја, значи, ја држи, испушта како дразба, тактилна дразба и е добра кај децата кои што имаат проблеми со таа сензорна интеграција. Така да во однос на третманот со тие деца,
Значи сите овие работи ги вклучувате кога вие сте, нели? Да, точно, и во зависност од тоа за каков степен на аутизам станува збор. Значи затоа што имаме некој вербална, а некој и невербални деца, да. Потоа вашата улога, кога веќе Теодора, нели, ќе, како што кажавте, ќе го подготви теренот, што вие како ние како терапевти, логопеди. Ние како терапевти, односно како специјалисти по клиничка логопедија, настапуваме од значи масажа на говорниот апарат. Така и она што и претходно го споменавте. Точно така, тоа значи сега да, еве тука само ќе го покажеме. Значи се работи на стимулација на говорен апарат, се работи за ослободување на мускулниот тонус на целокупната нели целокупниот говорен апарат. Тоа има 6 пропратни сонди, каде што секоја сонда во зависност од тоа што треба ние како терапевти, како логопеди да работиме. Се работи и надворешна стимулација, значи на говорен апарат, меѓутоа работиме и внатрешна стимулација, од типот на тврдо, на меко непце, френулум на јазик, артикулациона положба на јазикот, и тоа се значи дел од состојново фон кој што се работи. Меѓутоа, покрај тоа работиме и со овие сонди, кои што имаме сонди со кои што работиме за артикулација, значи на говор, меѓутоа имаме и сонди кои што ги употребуваме за масажа. Тоа се значи вака јас може да ги покажете вака, да ги дигнете. Значи еве не знам колку ќе успеете да видите. Добре. Значи сум ги поделила вака со една дрвена лажичка тука. Едните се сонди за артикулација, а другите се сонди за масажа. Кога кажуваме сонди за масажа, го вклучуваме јазикот, вклучуваме целокупната мускулатура на говорниот апарат во устната шуплина. Покрај тоа, од кога веќе сме дошле до некое ниво, тука го вклучуваме и talk toes, тоа е значи апарат со кој што нели навлекуваме ова сонда и тоа вибрира, односно за да ја добиеме нели тактилната, односно сензитивното движење на јазикот и на устата, затоа што овие деца имат најчесто проблем со акт на голтање, најчесто имат и хиперсаливација, односно нели плунката се зачувува во устната шуплина и го немаме моментот на актот на голтање, и значи со ова за да сето ова ние го стимулираме и постепено да дојдеме до нештата кои што треба да бидат, затоа што тие јадат и пастирана храна, немат моментот на жвакање, мандибуларниот зглоб не е доволно раздвижен, и тоа се некои елементи со кои што ние како терапевти нели мораме да работиме. Исто така работиме и со talk toes, овие се исто масажерни сонди со кои што работиме и на надворешниот дел на мускулатурата, работиме и на внатрешниот дел на мускулатурата. Значи тоа е само еден мал дел со кој што нели ние кај нас во центарот работиме. Така да тоа е околу овој дел. Колку практично нели трае еден третман, еве да речеме кога Теодора ќе биде вклучена, колку кај вас временски? Или пак зависи од тоа? Во принцип третманите траат по 60 минути, односно 1 час. И сега во зависност од проблематиката која што имаме кај одреден... Така се вклучувате, да. Точно така го правиме планот и програмот, значи во текот на денот, пред почеток на работното време, ние имаме, пошто за секој пациент водиме досие, во досието пишуваме што треба да се работи тој ден, и во зависност од тоа со колешките, значи некои си 30 на минути, 40 пред почеток на работниот ден, имаме план и програм за секој пациент кој што е во тековниот ден, и врз основа на тоа се работи. Како што кажавте и претходно, многу нели луѓе се вклучени во овој процес, спомнавте и невролог, и физиотерапевти и така натаму. Каква е улогата на родителите во овој процес?
бидејќи некако тие се најголемиот дел, како да кажам, од времето со децата. Дали и тие некако вие како нели логопеди и така лица кои што се вклучени во процесот им посочувате и дома нешто да работат со нивните деца? Постои ли такво некое вакво насочување од ваша страна? Да. Колку треба тие исто нешто да се вклучат во овој процес за да биде поголема ефикасноста во однос на третирањето и резултатите? За да имаме успешен третман треба да се вклучат секако и родителите, бидејќи најголем процент во текот на денот поминуваат време со своите деца. Ние како терапевти 1 час сме со детето, секако посветуваме внимание точно во рамките на тој, ама поголемиот дел од денот нели се родителите тие кои што се со своите деца. За да имаме еден успешен третман постои таа тријада родител дете интеракција, родител терапевт реакција и терапевт дете интеракција. Секако дека се даваат инструкции кои што во рамките на нивното време сепак родителите нели работат, се во работен однос, па еве колку родители и да не работат да се со нивните деца дома, во рамките на нивните можности им се даваат материјали, им се даваат насоки, инструкции за што да работат тие со нив во домашни услови, додека гледаме и додека проценуваме дека нели може тоа да го изведат дома. Сепак да. Значи, многу важен дел се, да. Мислам дека и можеби во третманот. Да, најважно. Знам дека и исхраната е многу важна кај овие деца. Точно. Претпоставам дека тука се хигиено-диететски режим. Така, да, бидејќи знам дека одредена исхрана влијае врз овие нарушувања, уште повеќе ги потенцира. Колку време е потребно еве кај вас кога ќе се пружа еден третман за да се видат некои резултати или повторно зависи индивидуално е тоа? Точно така, тоа е индивидуално, мислам. Вака според искуството можете ли нешто да кажете после колку време веќе сте почувствувале дека децата имаат напредок, дека јас пак ќе нагласам и ќе потенцирам дека детето со аутизам, ако знаете едно, и тогаш знаете само едно дете со аутизам. Значи, се зависи од индивидуалните способности и можности на детето. Временски да се ограничуваме не само кај аутизмот, кај било кое развојно нарушување, можеме да кажеме дека за месец дена ќе се среди или за 2 недели или за година. Тоа се зависи од детето. Значи, сепак зависи од детето, од родителот колку ќе вложи во тоа дете, така да не може да се каже група за месец дена. Или за година дена. Знам дека е многу тешко оваа состојба да се доведе во ред и знам исто така дека овие дечиња се многу интелигентни, имаат висок коефициент на интелигенција. Се случува ли да кажеме, се случува ли досега некое дете со аутистичен спектар на нарушување да се врати во некоја нормална состојба? Имате ли ви искуство некој така, некој досега од вашата пракса во работата? Па ќе кажам, нормална состојба не постои. Да, пак ќе напоменам. Меѓутоа во релативно некое подобрување, да во некој стадиум на прогрес, има. А постојат исто така и саванти. Тоа се лица кои што имаат некои си способности во делот на музиката, на математиката, значи имаат посебни афинитети. Тоа се помал број, значи кај децата од аутизам 5%, ама дека имаат некој прогрес во нивното осамостојување, во нивното секојдневно функционирање, да, има. Така. Тоа значи дека во текот на целиот нивен развој, вие треба да бидете вклучени како дел од оние што ги споменавме сите на почетокот? Постојано? Да. Значи, постојано треба да бидете вие вклучени во процесот на поддршка, на помош, да, од страна на стручно лице. Така. Кажавме дека, треба, меѓутоа временски кажавте 60 минути еден третман. Колку пати треба во месецот да дојдат кај вас? Како оди тоа? Неделно. Еднаш во неделата? Не. Во зависност од проблематиката,
како што ние во денешниот ден зборуваме за аутизам и аутистичен спектар, 2 до 3 пати неделно е некоја минимална, оптимална граница која што треба ние како терапевти да работиме. Значи доволно е барем еднаш во неделата. Моментот што го напоменавте дека во последниве 2 години е зголемен бројот на дечиња со аутистичен спектар. Кога, во која година најмногу ви доаѓаат, во која година од развојот на детето? Мислите на календарска возраст, нивната на децата календарска возраст? 3 години, кои се тие дечиња кои што најчесто ве посетуваа, кои што имаа ваков спектар? Веќе пред нивната 3 годишна возраст имаме веќе пациенти, чак што више ние теа имаме дури и многу помала возраст од дечиња со кои што веќе се диагностицирани дали со аутизам или во аутистичен спектар со кој што веќе работиме. Дел од нив имат и ехолаличен говор, имат повторувачки говор, што значи дека ние како терапевти работиме на тој момент и имаме одлични резултати. Значи во секој случај на мала возраст. Да. Точно така. Така. Кога станува збор за пелтечењето, споменавме дека овие 2 години во однос на ковид пандемијата, дали сметате дека од преголемиот стрес, затвореност на децата се случува тоа? Тоа е некое лично наше гледиште и согледување со оглед на тоа што ние веќе 10 години постои Мегалогомед. Како овие 2 години што имаме појава на лица со пелтечење, досега ние не сме имале толку голема бројка. Тоа е само наше гледиште, пак кажувам, немаме ние направено некое стручно или не знам научно издржана теза. Меѓутоа тоа е некое наше сознание од работата во нашиот центар. Овие последните 2 години, веројатно и COVID-19 си го направи своето, од толку многу изолации, од толку несоциализирање на децата, едноставно се појавува. Говориме цело време за аутизам, кажавме дека нема регистар. Каква ви е комуникацијата со Сдруженијето? И дали имате некои, како да кажам, да им посочите некои комуникации со нив дека треба да се реагира до Министерството? Знам дека тие си ја вршат својата работа, постојано апелираат. Меѓутоа, дали имате вие како логопеди кои што се вклучени во овој процес, како центри, дали имате соработка со Сдруженијето воопшто, мислам? Да, имаме. Так. Имаме соработка, меѓутоа пак кажувам, тоа е нивна работа, а ние како единка и како центар, како терапевти, ние тука не можеме нешто многу видно да измените. А зашто многу е важно да го имаме тој регистар за да го знаеме точниот број, бидејќи кај нас веќе со години наназад не се знае точниот број на деца кои што имаат аутистичен спектар на нарушување. Уште повеќе што Теодора кажа 10 деца на 10.000, така ли? Да, 10 на 10.000 живородени деца. Значи на 100.000 би било 100, така? Висок е, да, фрапантен е бројот. Да, тоа значи алармантно и мора да се направи. Јас се надевам дека Министерството за здравство веќе ќе има слух не само за ова и за многу други работи за кои што треба регистар, за многу проблеми со здравјето кога станува збор, за да нели точно се знае бројот, па и да се знае да се реагира со некои други нели работи кои што треба понатаму да се действува. Што би било друго важно да споменеме во однос на третманите? Кажавте еден метод само, го потенциравте. Кои други методи се вклучени во процесот, а не ги напоменавме? Ние работиме, како што кажав, дека децата со аутизам имаат проблеми со вестибуларниот систем. Значи имаме и апарат, вестибуларно тркало се вика, за кој што детето со помош на игри го координира системот за рамнотежа, секако нели со помош и поддршка од наша страна, во зависност од степенот на аутизам. Така да повеќе ние на проприорецептивниот, значи на тактилната дразба, значи сензорната интеграција. Така да третманот, имплементацијата е околу тоа.
А неурофидбек? Дали се вклучува Точно во процес? така, значи бидејќи И што би значило тоа? Бидејќи јас сум лиценциран неурофидбек терапевт, Така. тоа е една неинвазивна метода која што ја подобрува функцијата на мозокот. Меѓутоа од најмалата возраст, односно до 5 годишна возраст, во принцип искуството мое кажува, а и нели обуките кои што ги добивав во Бугарија, дека мозокот е се уште во фаза на развој, иако пак потенцирам, тоа е неинвазивна метода, каде што јас работам и со возрастни лица на неурофидбек, меѓутоа нели работиме и со другите, каде што го подобруваме, односно едноставно правиме гимнастика на мозокот, таму каде што нели треба да стимулираме, таму стимулираме. Дали треба да се повисоки бранови, дали треба да се пониски бранови, значи тоа за цело време на екранот тече ЕЕГ, каде што вичноста сега веќе на неурофидбек терапевтот е кој бран каде треба да се смести и зошто да се смести. Конкретно ќе ви дадам еден најопшт пример, не зборувам во моментов за лица со аутизам, него доаѓа пациент кој што има, да речеме, проблем со учење. Так. Во тој момент ние треба кај тој пациент да го стимулираме, да речеме, бета бранот, значи дали бета 1 или бета 2, ние тоа ќе го видиме на ЕЕГ-то. Меѓутоа за сметка на тоа каде што го стимулираме бета бранот, таму треба со помош на анимации, односно се стават електроди кои што се безболни, кои што немат никаква штета, значи имаме електроди на ушите и на лева и на десна хемисфера. Така. И во зависност од тоа за цело време кажувам тече ЕЕГ и тука веќе е вичноста на терапевтот за да видиме кој бран. Ако дојде пациент каде што да кажеме имаме проблем со учење или со дислексија, тука треба да го стимулираме бета бранот за сметка на бета 1 или бета 2 бранот, ние треба да дадеме поттик на пациентот да го стимулира тета бранот. Тоа е една многу комплексна, значи, процедура и кажувам дека треба да се има големо познавање од медицината за да можеме да ние работиме на тој начин. Так. Тука сме некаде при крајот, би сакала вака за крај да заокружиме со еден ваш, како да кажам, апел до сите оние кои што не следат. Кога, во кој случај, што кога ќе приметат, некако вака како за на крај, веднаш да се обратат до стручни лица за да знаат дали станува збор за некоја развојно нарушување во случајов и аутизам. Да, од мојот дел, од дефектолошкиот дел, ќе кажам дека децата кога имаат значи проблем со тоест кога не се одзиваат значи на нивното име, кога имаат проблем со, тоест кога не остваруваат контакт со да, исто така кога имаат проблеми со фината моторика, значи вестибуларниот дел, рамнотежата, како да бидат алармантни знаци дека можеби постои некој развојно нарушување. Така, кога станува збор за говорот? Кога станува збор за говорот, јас секогаш првично кога доаѓаат пациентите на консултативен преглед, ги прашувам родителите дали периодот на гугање го забележале кај нивното дете. Доколку тој период се рипне од причини нас се уште непознати, јас секогаш кажувам на родителите, ако периодот на гугање го рипнат, едноставно го преспие детето, ако не се одзива на сопственото име, ако не побара од мајката веќе после 13, 14, 15 месец да побара нешто, не кажувам дека тоа треба да биде многу сложена реченица, него да биде проста реченица од типот сакам вода, нели? Да не биде да ја фати мама за рака или баба, дедо, кој да го однесе до нештото за кое што тоа го посакува. Ако приметат дека актот на голтање, значи, нели, го нема. Значи, тука веќе нешто треба да биде алармантно, ако нема координација на око, рака за нешто кое што го работи. Тоа се некои најосновни елементи каде што родителите можат да ги приметат кај нивните деца, каде што веќе треба да
побарат стручна помош. Така, јас ви благодарам. Се надевам дека ова што го посочивте на крај е многу важно. Затоа и секогаш потенцирам на крај уште еднаш да се потенцираат оние работи за кои што говориме цело време, а што треба да ги забележат или родителите или бабите и дедовците. Значи, се надевам дека сето ова што го кажа и Теодора и Маргарита ќе го имате на ум, и ако секако ако забележите некои од овие знаци и симптоми, веднаш да реагирате и да го однесете детето кај стручно лице за да види дали станува збор за некое развојно нарушување. Јас ви благодарам за денес, значи соработката останува, па се надевам во некоја друга прилика пак ќе направиме емисија за некој друг проблем кај децата, се разбира во однос на нивниот развој. Ви благодарам многу, ви посакувам успех. Благодарам и на вас. Благодариме. Да. Така, и секако се надевам на некоја нова средба за некоја нова тема. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам јас за денес, само што еднаш да потенцирам, значи моите денешни гостинки ни доаѓаат од Дефектолошкиот логопедски центар Мега Логомед. За сите оние кои што не следат, веќе од утре после 9 часот ќе можат да се јават во нашата телевизија, да добијат контакт телефон ако сакаат нели да се сретнат со моите денешни гостинки. Ви благодарам за вашето внимание. Останете понатаму во убаво расположение, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.